Телата на трите деца кои изгореа во страшниот пожар во Велес денеска беа погребани. Теона која за 10 дена требаше да наполни 1 година, Петар кој имаше 2 години и Драгана 4 години, настрадаа во пожарот која зафати нивната трошна куќа во местото викано Вршник над Велас. Биле сами дома и заклучени, додека родителите отишле да пазаруваат до продавницата која е оддалечена 40 минути од непристапното место во шумата каде што живееа. Трагедијата го шокираше не само Велес, туку и цела Македонија. Советот на општината синоќа донесе одлука за помош на семејството. Што и да направиме, не можеме да ги повратиме изгубените млади човечки животи, но во рамките на своите законски надлежности, на мој предлог, Советот на општина Велес донесе одлука денешниот ден да го прогласи за ден на жалост. Донесе одлука семејството да го помогнеме со 100.000 денари и да ги платиме трошоците за гробното место. Исто така договори со директорот на јавното комунално предпријатие Дервен, највозрастното дете, да го вработиме во таа јавна институција и се разбира стоиме на располагање и во наредниот период за помош на семејството. Каде ја помина ноќта семејството? Првата ноќ семејството ја помина во нашиот објект на територијалната противпожарна единица, синоќа кај пријатели. За денес ми најавија дека очекуваат контакти од Центарот за социјални работи за да бидат згрижени на соодветно место. Родителите пак на трите деца вчера беа децидни дека е предоцна за било каква помош. Вчера заврши увидот на обвинителството и полицијата, а детали од истрагата се најавуваат во наредните денови. Увидот заврши вчера. Рано е да има било што се уште. Писмениот извештај од обдукцијата не е стигнат. Рано е многу за било што да коментираме. Изјави за 1 ТВ Гордана Тодоровска, веде јавен обвинител од основното јавно обвинителство Велес. И од ЦВР Велес велат дека од истрагата се уште нема детали. Прибрани се сите докази, за неколку денови очекуваат расплет на случајот. Сомнежите дека пожарот е подметнат и човечки фактор е во игра се уште се на маса. Истражните органи велат дека има предпоставки, но за да се поднесе кривична пријава треба да обезбедат докази. Родителите поради погребот денеска не биле во полиција, а дознаваме дека на распит били поранешниот сопруг на Марина, таткото на 4-годишната Драгана, но според нашите извори тој имало алиби за време на пожарот. Јавноста пак ги претрупа социјалните мрежи со обвинувања во кои се бара виновник и одговорност. Првата детска амбасада Меѓаши побара одговорност од надлежните, алармирајќи дека ова не е прв ваков случај. Одговорност бараме пред се од Центарот за социјална работа во Велес, бидејќи семејството било евидентирано и користело социјална парична помош. Стручните служби требало да увидат дека е потребна дополнителна поддршка за пружање адекватна родителска грижа на децата, особено што живееле во субстандардни услови без струја и вода. Според најавите за неколку денови се очекува расплет на случајот, а истрагата ќе утврди кои се причините и дали има основ за евентуална кривична одговорност.